Се сеќавате ли на легендарната Бушева азбука, на забавната емисија Дајте музика, сериите Марта, Големи и мали, Шарам барам, Наше мало? Ви останаа ли во сеќавање Булки крај шините, Волшебното самарче, Втората смена, Девојките на Марко, Македонските народни приказни? Беа тоа играни серии од домашно производство со кои растеа, созреваа и учеа деца од некое друго време. Овие серии, за жал, веќе одамна сведочат за минатото, како што впрочем се и сериозните телевизиски продукции во земјава. Многу родители и стручни луѓе се согласуваат дека е опасно кога телевизијата ги воспитува децата и кога тие впиваат агресивноста од некои програми. Но од друга страна се поставува прашањето: има ли во македонскиот телевизиски простор детски програми кои се препорачливи, а истовремено и сакани од малите? Во земјава има поприлично телевизиски канали по глава на жител, но не и доволно емисии за деца. Тажно е што после толку години нема ништо ново од македонската продукција наменето за детската публика. Професор Унговски, што значеше Бушевата азбука во минатото и колку денес на македонските телевизиски етери не достигаат такви едукативни емисии? Знаете како, Бушевата азбука е работена пред 25 години. И репризирана е, не знам, многу пати репризирана во делови, целата и така натаму. И навистина беше значајна, бидејќи се отвори цела една низа на нови можности на телевизијата, особено за младите, за помладата популација и за неписмените, се разбира. Бидејќи се бавеше со букви, со броеви помалку и така натаму. И ги користеше те искуства што ги имаше Сезам Стрит и другите познати амерички телевизии, серии, така да навистина беше значаен, драматично поинаков едукативен пристап на телевизијата во тоа време и мислам дека завршена огромна работа тогаш. Тања, кажи ми, според тебе каде исчезна детските серии? Зошто ги нема на ТВ екраните? Се поретко ги гледам. Не знам зашто исчезна, навистина не знам причината. Ајде разбираме финансиска состојба и се за снимање на нови, меѓутоа може да се репризираат и старите детски емисии, кои што си баш супер, од Бушева азбука, Шарам барам, од Вртелешка, што работевме на сите. Мислам дека и таа се репризира на некои од телевизиите, не сум сигурна. Се веќе сум со големи деца, па малку и не ги пратам тие работи. Меѓутоа многу ми е жал што исчезна. А еве работам во една таква институција каде што децата од мали почнуваат да се едуцираат и да се воспитуваат. И навистина ми е многу криво што исчезна и што ги нема. Колку е опасно кога телевизијата ги воспитува деца? Многу е опасно. Минилото е многу јака работа. Страшно јака работа. И многу ми е мака и страв, да кажам, од една страна за овие нови генерации кои што се раѓаат и се воспитуваат. Работам во една таква институција, веќе реков, каде што децата веќе од година и пол, 2 годишна возраст, да кажам, веќе можат да почнат на некој начин да ги пратат представите и да живеат во светот на бајките. А за жал да не живеат дома пред телевизорот со Шехерезад и со Ѓумш и со ред други шпански серии. Многу ми е страшно. Ми станува страшно, знаеш зашто? Зашто порано не се знаеше која популација ги гледа сериите. Што е во ред, нели? Не ми смета ништо, тој е нивни критериум, нивна желба да седнат пред телевизорот да ги гледаат сериите. Меѓутоа почнуваат со појавава на новиве серии турски, почнуваат веќе многу мали деца да седнуваат пред телевизорот да ги гледаат тие серии. Значи бегаат од детството, бегаат од бајките, бегаат од се. Значи се оптеретени со едни проблеми, секојдневни, да кажам, нашминкани, кои што се обработуваат во сериите. И за мене тоа е една катастрофа, можам да кажам. Кризата во која западна јавниот сервис ги сопре проектите за деца. Одамна нема Пулс и Квишче, нема Шарам барам, не се екранизираат лектири од типот на Големи и мали. Сепак, овој сервис е еден од ретките кои се труди и колку толку ја продолжи традицијата со посветување на емисии за младата популација, како што е долгогодишната емисија Звон.
Па креирањето на едукативна програма за деца е проблем со кој се соочува целиот свет. Значи не е проблемот само кај нас, затоа што тоа е една специфика во која модерното општество треба да даде максимум од себе. Во што се состои поентата? Значи, програмата во која треба да има едукативни елементи, која треба да биде забавна, која треба да содржи елементи кои ќе ги седне, ќе ги прикова децата пред екранот, се разбира нешто што е многу покомплексно. Веројатно сте слушнале дека детската публика е најискрената публика, значи не можеш да ја изманипулираш, не можеш да ја излажеш, но во исто време можеш да ја манипулираш на друг начин. Токму затоа мислам дека креирањето на ваква програма бара многу средства, многу труд, многу стручни лица, многу тимови, тоа повторно се врзува со парите. И затоа вака вртики во оваа некоја теорија ќе дојдеме до тоа дека сепак треба доволно пари за да се изработи една квалитетна детска програма, која повторно ќе кажам ќе одговара на потребите на едно современо општество. Живееме во ера на техника и технологија, значи не можеме веќе децата да ги лажеме со куклени представи, со игри, веќе работат со компјутери, анимации, знаат се што се случува нели во светот. Од друга страна пак треба постојано да внимаваме во тие анимации или не знам во самите сценарија да нема насилство, да нема сакани ефекти и повторно ќе кажам тоа е еден лавиринт, една замка во која се вплеткуваме сите и едноставно избегнуваме да креираме детска програма. Македонската телевизија како национален сервис мислам дека сега е единствена телевизија која секојдневно произведува програма, не случајно дојдовме овде да снимаме, во тек е емитувањето во живо на контактно-училишната програма Звон. Звонот е програма за деца од 7 до 17 години, значи баш она училишна популација која е најсензитивна. Сега буквално мака мачиме да успееме да ги задржиме пред екраните, да бидеме едукативни, да бидеме интересни и да не им здосадиме на децата. Ако во минатото децата не можеа да легнат во кревет и заспијат пред да го изгледат цртаниот мечот у ушко, денес, за жал, тие се опиени од телевизиските сапуници и реални шоуа, кои се несоодветни за нивната возраст, а сепак се гледаат фамилиарно. Психолозите предупредуваат дека сапуниците лошо се одразуваат врз психолошкиот развој на детето и апелираат до родителите да избегнуваат фамилиарни собирања пред ТВ екраните за време на прикажувањето на ваков тип на серии. Напливот на серии кои не се наменети за децата. Дефинитивно, значи, медиумите нудат содржини кои не се наменети на децата, но семејството ги вклучува децата во тој семеен ритуал и гледањето на серијата. Од друга страна, недостатокот на емисии, баш наменети за децата, во кои би се потикнувала спонтанност и креативноста на детето, во кои би се потикнувале содржини кои биле пристапни за одредена возрастна група, се помалку ги има. Јас со задоволство ги гледам на телевизиони емисии во кои децата низ искуствено едукативни програми се даваат нивните работилници во градинките, во училиштата, им се дава можност да споделат, да го кажат на детскиот дел. Од друга страна, можноста за организирање на тој тип на емисии секако дека постои. Само потребна е добра идеја, човек кој ќе го осмисли тоа и вклучување на децата во еден таков програм за кој сметам дека би требал телевизиите, доколку сакаат медиумите да го покачат својот рейтинг, во смисол рейтинг на квалитет, да направат нешто за младата генерација, за децата и за адолесцентите. Тие мисли порано постоја. Може би тогаш имаше многу помалку филмови, може би имаше многу помалку други содржини, но емисиите за децата постоја. Нешто што порано го имало, а сега го нема. Или ако земе македонските приказни, на кој на еден начин прифатлив за децата, се раскажуваше за многу нешта кои ќе го потикнат интересот на детето, сега со одредени серија потикнуваме тагата. Сето она што ни можеби не би го виделе, доколку не е дел на нивното семејство, влегуваат во улоги на мали патеници,
плачат заедно со своите родители и нешто што е најстрашно да во таа виртуелна реалност наредниот ден да чекате следната епизода. Да чекате следната епизода во која очекувате не дека нешто добро ќе се случи, него да очекувате дали нешто лошо ќе се случи. Тоа е едно многу непријатно ичекување за децата. Тоа што постојат и што главен хит на нашите деца се турските, шпанските серии и реалните шоуа, зборува за сериозен недостаток на детски серии. Јас, освен некои емисии што еве може да мислам не можам да ги именувам сега што сум ги гледала на нашите телевизии, што може да задоволат еден дел од потребите на децата, не памтам, освен не знам Бушава азбука пред 25-30 години кога е снимана, некоја едукативна серија која што онака баш комплетно е посветена на развојот и може да го поттикне развојот на децата. Она што, значи, токму градењето, треба да се запрашаме сите кој е концептот и кои вредности ги промовираме преку шпанските и турските серии. Ако тежнееме кон демократија, кон демократско општество, тогаш под знак прашање се стереотипите што се промовираат во шпанските и турските серии, бидејќи според мене тоа се застарени стереотипи и застарени концепти. Улогата, значи родовите улоги се сериозно демоде, да кажам, кои што се промовираат, затоа што мажите се прикажани како доминантни, како не знам луѓе кои што токму она машка, мачистичка позиција, жените се оние кои што се во сосема спротивен контекст покажани, во општество каде што треба да се промовира и улогата на жената, во општество каде што треба да зборуваме нели за прифаќање на другите, исто така оној концепт на реалните шоуа е проблематичен, бидејќи промовира екзибиционизам кај младите, поттикнува, значи за да станеш ти звезда, треба да учествуваш на реално шоу. Тоа е пораката што ја добиваат младите денес. Значи не е важно ти да напредуваш во образование, не е важно да не знам, постигнуваш резултати во спорт, во уметност, во литература, важно е да настапиш во било каков облик, форма на реално шоу и тоа е најлесен начин да станеш популарен. Она што е нус продукт на телевизијата, а кај нас може би е главниот продукт, ги учи работе што практично не треба да ги научат, не? Од разни серии, од вести, од разни други ток-шоу, реалити шоус, кај што се децата примаат и гледаат работи што не би требало да ги гледаат, независно што има знак дали е таа емисија за деца од 12, 15 или не знам колку 9 години, така. Во моментов работам на една тема која се нарекува наркотичка дисфункција на медиумите и тука ја гледам тој наркотизам, значи овие серии делуваат како епидермална игла, се подпикнуваат под кожата и те блокираат, го пасивизираат гледачот и тој не размислува ништо, им се препушта. И се препушта едноставно на емисијата, на програмата. Жално е што младите личности, значи најмладите ТВ консументи седат пред екраните и тоа го гледаат. Вела младите, станува збор за се уште неоформена млада личност, се уште личност која се уште се бара, која е во процедура на социализација и тоа е тоа што е жално. Страшно е тоа што почнува млада популација да го гледа тоа. Врсници на син ми, не знам, од 20 на години, ги слушам позади нив, одам и као, ај брат, побрзај да стигнеме за Шехерезад. Мајките во театар не дочекуваат роденденот да заврши, не го трчаат дома за да гледаат Шехерезад. Или ако не стигнат, им е толку криво што пред врата на театарот се собираат жени, си раскажуваат што се случило во претходната епизода. Тоа ме беше мојаветот, нели, синхронизацијата е актерска работа, тоа, нели, па зашто ќе ми речат, па зашто вие